Маријан Забршанец, активист. Дали граѓанското општество во Македонија успева да биде коректор на власта? По дефиниција секако дека треба да ја има, во нашиот контекст тоа е речиси невозможно, бидејќи граѓанскиот сектор не може да си ја оствари таа улога, иако мако трпно се трудеше во изминативе 10 години пред се, и претходно, но особено во изминативе 10 години, невозможно е да се коригира власт која одбива да се коригира. Граѓанскиот сектор, кога викаме граѓански сектор, не смееме да го ставаме во целина, дел од граѓанскиот сектор, макотрпно се обидуваше да и укажува на власта дека е неопходно да се коригира. На неколку пати дел од граѓанскиот сектор ги повика позади себе граѓаните, и на тоа бевме сведоци во изминатата година особено. Граѓанскиот сектор заедно со граѓаните повикуваше власта да се коригира, таа очигледно одбиваше. Невозможно е невладини организации да коригираат режимска власт која што одбива да се коригира. Кога би имале ние власт која што е спремна да работи во корист на граѓаните, граѓански ориентирана власт ориентирана кон индивидуалните права, тогаш можеме да зборуваме и за улогата на граѓанскиот сектор како коректив. Во оваа ситуација, така наречена вонредна ситуација, граѓанскиот сектор му останува да работи со граѓаните повеќе, бидејќи со власта е невозможно да се работи и да се соработува. Велиш дека граѓанското општество функционира во вонредни услови, зошто е тоа така? Ситуацијата е вонредна пред се заради одлуката на власта да действува популистички, да ги слуша своите пиар потреби, а не потребите на граѓаните. Исто така, секторот граѓански действува во вонредни услови бидејќи е сатанизиран, етикетиран, представен како непријателска компонента во општество, представен како странски платеници и други разни неосновани етикети. Во такви услови граѓанскиот сектор има неколку опции. Едната опција е да се самораспушти, да се самоукине. Јас сум среќен што тоа не се случува. Напротив, граѓанските организации ги избраат другиот пат. Избраат да им аргументираат на граѓаните дека ова општество мора да се коригира и дека е неосновано било кое етикетирање врз невладините организации. Колку немањето попис на населението им смета, им пречи во работата на граѓанските организации? Смета генерално во општеството, не само на работата на граѓанските организации, најмногу верувам смета на истражувачките организации, на think tankovите, оние кои што треба преку репрезентативен примерок и соодветна професионална истражувачка методологија да покажат резултати од истражувања. Ние комотно можеме да се сомневаме во секој истражувачки резултат, имајќи предвид дека репрезентативниот примерок го влечеме од резултати од попис пред 12-13 години, 2002, чии резултати се целосно нереални во денешни услови. Граѓаните на оваа држава, самата држава и општеството не знаат колку жители живеат во Република Македонија, не знаеме колку се иселиле, не знаеме колку тие се иселиле и дали воопшто некој се вратил. Тоа е комплетен прашалник во општество. 2015 година беше година на протести. Студентите протестираа, протести за хонорарците, протести за Кежаровски и Тамара, протестот 5 мај пред влада и некако се тоа кулминираше со протестот на 17 мај пред влада. Дали граѓаните се разбудија во 2015 година? Мислам дека оние кои што излегоа на улица или излегуваа на улица во повеќе наврати, тие беа и вака и така разбудени. Најголем дел од нив беа и претходно свесни за ситуацијата во која што живееме. Единствено во текот на 2015 малку се промени начинот на тоа протестно действување. Повеќе се излезе во повеќе наврати се излезе на улица, иако ако се зема предвид бројката на граѓани кои што излегувале на протести, таа не е преголема и таа бројка се покажа очигледно дека не е доволна за да се оствари посакуваната промена. При тоа сакам да нагласам дека граѓанските организации, активистите и граѓаните кои што се свесни за потребата од промена, генерално не смеат да се подпираат само на уличното действување како форма на протест. Протестот трпи и други форми. Граѓаните мора да бидат покреативни и да наоѓаат разни начини на протестно изразување. Ова го напоменувам бидејќи се покажа дека онаа тактика секој ден во 6 очигледно ги измори активистите, можеби ја девалвираше вредноста на протестот како алатка,
за да ние на крај се доведеме во ситуација да по улиците има само 100-200 граѓани. Затоа напоменувам дека она што се случи во 2015 е многу здраво, многу корисно, но мора да биде и научена лекција за идните дестувања на граѓанскиот сектор, мора да се комбинира креативно протестно изразување, креативни мали интервенции за кои што можеби не се потребни многу луѓе и тактички утврдени помасовни протести кога тоа е возможно да се случи, не секогаш, не по секоја цена. Многу често граѓаните повеќе им веруваат на невладините организации отколку на институциите. Дали е тоа дали расте довербата на граѓанските организации и дали е толку мала довербата во државните институции? Има и резултати од истражувања кои што покажуваат дека расте довербата во граѓанските организации, расте многу полека, многу споро, меѓутоа во споредба со претходните години е поголема. Довербата во институциите речиси да не постои. Сите истражувања покажуваат дека граѓаните, особено младите, генерално не веруваат во институциите, не веруваат дека оние кои што ги плаќаме властите, авторитетите, ќе завршат работата и ќе го подобрат живењето во оваа држава, но уште пострашно не веруваат ни во себе. Токму тоа е една од главните причини зашто младите особено ја напуштаат државата, бидејќи не веруваат ниту во институциите, ниту пак веруваат дека тие самите можат да променат нешто. Од нашите искуства, од контакти и теренски разговори во повеќе од 20 на градови низ државата, во рамки на граѓанската акција заслужуваме подобро, може да донесеме заклучок дека граѓаните се свесни за лошото владење на оваа власт, свесни се за потребата од подобро живење и од корекција на оваа општество и наметнување на нови граѓански полиберални вредности, меѓутоа не веруваат ни во власта, а богами ни во опозицијата, дека тие две политички структури може да ја донесат промената на краток рок. Се подпираат на граѓанските организации повеќе во смисла на жалење, односно во смисла на пренесување на проблемите кои што ги имаат, меѓутоа не очекуваат дека невладините организации ќе ја завршат работата. Сметаат дека е неопходна свежа, нова политичка структура која што на мускули ќе ја донесе, условно кажано, слободата во Македонија. Зоран Бојаровски, новинар. Добро вечер. Што представува граѓанското општество и која е неговата улога? Па, може би ќе звучи многу школски, ама граѓанското општество е суштината во структурата на една заедница. Тоа е суштината. Од граѓанското општество, бидејќи тоа е составено од граѓаните на една заедница, произлегуваат и почетокот и крајот на сите нешта. Се е концентрирано врз она што е граѓанинот. Оттаму граѓанското општество треба, сега велам треба, затоа што сакам да нагласам дека последниве години, не знам колку се, десетина години наназад, изместена е улогата и местото кое му припаѓа на граѓанското општество. Ние едноставно, колку и да звучи парадоксално, во смисла на тоа дека зборуваме за граѓанско општество, за граѓански изложенија, граѓански иницијативи и така натаму, последниве години тоа особено дојде до израз, што е за поздравување во целата една ваква ситуација кога е изместена неговата улога, што е за поздравување, можда позисно би го образложили и зошто е тоа така. Но во една таква парадоксална ситуација, ние сега зборуваме во ситуација во која има голем број на граѓански организации и иницијативи, ние се уште зборуваме за улогата на граѓанското општество. И тоа е тој парадокс. Значи, но тоа е оправдано, во смисла не оправдано, дека е оправдано, туку е така, е реалност, затоа што големи искривени огледала беа поставени пред јавноста во однос на она што значи граѓанското општество. И тргнувајќи од тоа дека се провлекува се уште, а така и почна целата приказна, дека граѓанското општество, всушност друженијата на граѓаните и граѓаните кои се активисти во тие организации се некакви пералници на пари, дека тоа се најчесто се идентификуваат со некакви, во наводници, слуги на некакви надворешни интереси, сите дека се тоа нешто што го спротивставија на оние партиско-политички интереси, заради што произлезе дека граѓанското општество во принцип е некаква организација или структури
кои им подвладуваат на некакви странски интереси и така натаму. И сега во целиот во таква ситуација со такви хипотеки што ги носи граѓанското општество, пак доаѓаме до таа парадоксална ситуација, да имаме исклучителни акции во последните години, кои се обидуваат да ги растоварат тие хипотеки од себе си, значи граѓанските организации и активистите кои го представуваат граѓанското општество, за да укажат на тоа дека граѓанското општество навистина треба да си ја врати својата улога, а тоа е да биде структурата од општеството во која почнува и завршува се. За да го објаснам, за да не биде вака најопшто кажано, тоа значи дека од граѓанското општество произлегуваат сите оние работи, активности, дејности кои треба да ги активираат и да ги покренуваат, да ги одржуваат, да ги воспитуваат политичките елити во името на граѓаните кои го представуваат граѓанското општество, а не во нивно партиско име. Ве сега ќе кажете, добро, партиите нели настапуваат со програми со своји кои се обоени со нивни идеолошки бои и така натаму. Да, точно е тоа. Меѓутоа, тие не треба да ги спроведуваат партикуларните, партиските, одделните интереси кои треба да се идентификуваат со тие бои. Победата на едни избори значи дека вие од моментот на победата и преземањето на власта треба да се идентификувате со сите граѓани во општеството и сите интереси кои ги налага граѓанското општество. Така да во таква една ситуација, ние денеска, тоа е мојата оценка, зборуваме за улогата на граѓанското општество кај нас. Кои се функциите на граѓанското општество? Функциите произлегуваат од улогата за која до сега зборував. Значи, граѓанското општество и актерите на граѓанското општество се тука за да бидат оние од кои ќе произлезат интересите за граѓанското општество, за остварување на неговите интереси на граѓанското општество, кои треба да ги спроведуваат политичките елити, постојано под мониторинг или под контрола на граѓанското општество, на здруженијата на граѓаните, на адхок групите, на поединците, на секој граѓанин поединечно со неговите лични иницијативи и така натаму. Тоа е потребно заради тоа да не забегаат политичките елити во практикувањето на власта и да заборават во чие име, кој им го дал мандатот и какви политики треба да спроведуваат. Ние сме сведоци дека забегуваат во последните 10 години. Заради тоа, јас сакам да зборувам со сите контрадикторности во кои се наоѓа и парадокси во кои се наоѓа денеска граѓанското општество, дека во Македонија сепак се појави одскок на една доволно критична структура од граѓанското општество, која тоа го прави последниве години. Сега, знаете како, тоа е една сериозна битка. Тоа е битка, можам така да ја наречам, на титани. Од една страна титанот граѓанското општество со неговите представници, од друга страна титанот тоа е политичките партии и политичките интереси. Таа битка е сериозна и тешка. И има сериозни последици самата битка. Бидејќи, како да кажам, да, треба да бидат тука граѓанските организации, да им ги спротивставуваат своите интереси на политичките партии, но кога станува збор за таква битка на титани, тоа значи дека нешто не е во ред. Не може политичките партии, партикуларните интереси да се издигнат на таков степен за да се судрат на таков начин со граѓанското општество. Нешто не е во ред. Тоа значи дека политичките елити кои се на власт немаат слух за потребите на граѓанското општество. Оттаму, да се вратам на тоа која е функцијата на граѓанското општество, тоа е токму таа. Да им каже на политичките елити дека нешто не е во ред, дека некои процеси забегале во насоки, погрешни насоки, дека треба да се вратат на оние колосици кои треба да го оправдаат јавниот интерес и да го застапуваат јавниот интерес. Дали тоа значи дека состојбата во која функционира граѓанското општество во нашата држава е вонредна? Зборувам во контекст на заробени медиуми, немање попис на население, се погласно зборување за страф и апатија кај граѓаните и надоврзано на сето тоа глуви институции и слепи институции за граѓанските иницијативи и предложените политики кои доаѓаат од граѓанското општество.
вашето прашање е сосема во ред и следува во однос на она што го на претходното прашање и на мојот одговор кој се надевам доволно ја опиша таа борба на титани. И сега кога имате една таква борба на титани за која тврдам дека не е во ред затоа што самиот конфликт, самата ситуација која ја налага, која ја отвара таа борба на тие титани, значи дека сме во вонредна ситуација. Во една таква ситуација можам да кажам дека тоа и не мора, треба се гледа и од оваа перспектива. Не мора да значи дека има негативен презнак. Напротив, мислам дека таа вонредна ситуација ја подигна на површина уште еднаш со сета своја силина улогата на граѓанското општество и на Сдруженијата на граѓаните и нивните иницијативи и на граѓаните како индивидуалци посебно. Таа вонредна ситуација стави до знаење дека граѓаните се тука за да го кренат својот глас, да покажат со прстот кон оние недоследности, неправилности, малверзации што се прават и така натаму, и тој глас и тој свој прст вперен во тие работи, во тие феномени, да биде гласно изразен. Така да, имаме вонредна ситуација, имаме одметнато од властите општество, кој им припаѓа на граѓаните, одметнати институции кои им припаѓаат на граѓаните, по целиот систем и по уставот и по сите начала според кои е утврдена оваа држава, Република Македонија. Бидејќи таа им припаѓа на граѓаните на Република Македонија, не им припаѓа на политичките партии. Политичките партии се привремено на власт, со добиен мандат од страна на граѓаните, да управуваат со ресурсите во одреден период, во одреден мандат, повторно во полза на граѓаните, а не во полза на политичките интереси и на партиските интереси. И тука имаме една обратна ситуација во последниве години. Ние гледаме дека политичката олигархија олицетворена во представниците на политичката власт е таа која ги максимално ги користи ресурсите на државата за сопствено богатење, контрола врз институциите, за сопствените интереси, концентрација на целата таа моќ само врз одредени политички елити и тотално запоставена, игнорирана, фрлено граѓанско општество негде на маргините. Тоа така сакаат да го направат и така прават се што може да направат политичките елити што сега се на власт. Како да ги разбудиме и како да ги натераме државните институции да прогледаат? Како што реков претходно, институциите се формирани за придобивките, за добробитта на граѓаните и на граѓанското општество. Од таму одговорот на ова прашање треба да се бара, може да ќе звучи чудно, ама ќе треба да се бара кај граѓаните. Граѓаните треба да ја препознаат сопствената одговорност за нивната улога во општеството. Внимавајте, потенцирам, не улогата, туку одговорноста нивна. Тоа е сериозна разлика. Кога зборуваме за улога, ние можеме да кажеме која е улогата и тоа е прилично декларативно, според книги, според искуства, теориски и така натаму и практични искуства, но кога зборуваме за одговорност, ние зборуваме за конкретни активности и конкретно однесување на граѓаните во една заедница. Таа одговорност мора да ја разбудиме кај граѓаните, личната одговорност за нивното лично улога и припадност во граѓанскиот сектор, како и нивното право да се обединуваат како граѓани во здруженија на граѓани или граѓански организации за да ги произнесуваат своите интереси. Кога имаме такви граѓани кои се одговорни за сопствената улога во општеството, ќе имаме ситуација во која ќе почне да се менува она што вие го констатирате денеска, кога имаме киднапирани институции, кога институциите на системот се постојат заради тоа да ги штитат и промовираат интересите на олигархијата, на политичката олигархија, а не на граѓаните. Одговорен граѓанин, значи граѓанин кој знае да го препознае тоа, знае дека може да реагира на тоа, знае како да реагира на тоа, ги знае механизмите како да се обедини, како да се здружи, како да ги препознае целите што треба да ги оствари, тоа е одговорен граѓанин.
Кога одговорните граѓани во Република Македонија на тој начин ќе се препознаат себе си, мислам дека тоа ќе почне да се менува и ова за кое зборуваме, а тоа е да се промени целиот, да се врати целиот систем во некаква нормала во која граѓаните ќе ги уживаат придобивките што тој систем треба да им ги даде нив. Ви благодарам.